Целосно фијаско доживеа иницијативата на градоначалникот и представниците на локалната администрација за изнаоѓање начин финансиски да се поддржат локалните медиуми поради коронакризата и катастрофалната состојба во која се наоѓаат постапувањето на сила на членот 102 од Законот за АВМУ, на кој не присуствуваа претседавачот на Советот Томе Солевски и представникот на Канал 8 телевизија Тони Ајтовски. Наместо да понудат некакво решение, иницијаторите бараа од новинарите да им кажат како да им се помогне. Јоловоста на средбата се гледа и во заклучокот двете страни да притискаат владата да го смени или тргне членот од законот, за потоа да се воспостави соработка за потпишување договори меѓу двете страни. Тоа што најблаго речено е чудно е зошто ако немала што да понуди локалната власт, ги свика представниците на медиумите. И второ, зошто ваквите средби редовно ги ескивира еден медиум што наведува на помислата дека некој однапред го знае епилогот. Инаку на уверувањето на медиумските работници дека повеќе општини во државата остваруваат взаемно корисна соработка со локалните информативни средства, представниците на правната служба се бранеа дека имале контакт со претседавачот на Советот на општина Велес и им било кажано дека нема никаква одлука за конкретен договор на релација општина медиуми. Чудно е што овдешните административци не побарале информација од соодветен правен сектор во Струмица, Гевгелија Свети Николе Куманово и други медиуми, па и оние од западниот дел на државата, каде општините и медиумите во изминатите 2 години во ниту еден момент не прекинале да соработуваат. Се чини стравот и незнаењето по принципот ако не си сигурен батали биле причина и што започнатата постапка за доделување средства во ноември и декември 2018 година за цела 2019 година е прекината во јануари по донесувањето на Законот за АВМУ, со што кочанските локални медиуми останаа без финансиска поддршка, иако одработија сите 12 месеци. Доколку повеќе што во неколку други општини идентична таква одлука е донесена на почетокот на јануари, зашто оправдување е самата постапка, издвоените средства во буџетот и јасната определба дека медиумите на еден начин се битен дел од работењето на градоначалникот, Советот и администрацијата. Неразбирливо е што ниту градоначалникот, ниту администрацијата не се произнесоа по предлогот општината сама да определи средства за медиумите и да ги распредели според валидни критериуми во форма на еднократна помош, советниците од власта и опозицијата да ја изгласаат и со тоа транспарентно да се помогне да не згасне ниту едно локално гласило, бидејќи е неспорна придобивка за граѓаните. Што е тука спорно и зошто страф од одговорност, навистина не е јасно.